30-годишниот Драголюб Јовановски пред неколку години аплицирал и добил повратни средства преку проектот Самовработување. Отворил бизнис со кој се занимава и денеска. Вели дека е потребно само да се има добра идеја и напорно да се работи. На интернет забележав дека владата имава кредити за самовработување. Дојдов до идеја со поволни каматни ставки да аплицирам за еден таков кредит, бидејќи ги исполнував условите што ги беа предвидени од конкурсот за тој кредит. И од тогаш со како бизнис се занимаваш? Па решивме со продажба на сончеви колектори, бидејќи тоа мислевме дека е поволно, че има добри услови за работа и од тогаш до денес истиот проект го работам. Колку години веќе се занимаваш со овој бизнис и како оди работата? Ова е трета година како се занимаваме со истиот бизнис. Работата е добра, планираме да се шириме и тоа е тоа. Што им препорачуваш на оние кои што би сакале да аплицираат за овој проект? Па проектот е многу поволен и би препорачувал да се користи со тоа што треба да се има добар план за и треба да се работи. Во Агенцијата за вработување во тек е вториот циклус од активните мерки. Од 1 до 5 јули траат обуките за проектот Самовработување. На невработените им се нудат и други можности како практиканство и субвенционирано вработување. Имаме период на обука кај самовработување, кај втор циклус. Значи ги викаме на 5-дневна обука со обучувачи кои што на лице место ќе развијат од својата бизнис идеја, ќе развијат во бизнис план. Самовработување со повратни средства. Значи самата мерка кажува е принципот, само што кај овие кредити имаме грейс период од 1 година, со 1% камата, тоа се повратни кредити во висина од 3000 евра, субвенционирани вработување, односно самата мерка носи назив субвенционирано вработување. Тоа значи дека логички и фирмите, односно работодавачите и лицата аплицираат и вршиме спојување, така да во субвенционираното вработување, значи самиот работодавач е ослободен од давачки 6 месеци, додека обврзан е самиот работодавач после тие 6 месеци, 12 месеци да го задржи самото лице на работа. Граѓаните сметаат дека овие проекти се добредојдени, особено поради големата невработеност. Други пак велат дека младите перспективата не ја гледаат во земјава, туку во странство. Тоа е добра политика, меѓутоа како ќе се реализира, дали ќе има средства, дали не, тоа е друго прашање веќе. Тоа е многу убаво што Агенцијата за вработување сака на некој начин да ги вработи луѓето и тој потек на владата ја го оправдувам како добра работа. Па, видиш, млади све со нам побегли. Су напустили Македонија, нема више ту, нема ништа ту, брат. Проекти се добри, ама треба да се реализира, господи. Па, добре се, супер се. Тие се добри, ама кој како може. Невработеноста овдека е доста голема. Така да би требало да се отвора нови центри за младите да имаат работа, пошто завршуваат факултети, а немаат работа, така да тоа е доста фрустрирачки. Мислам дека треба да се најде добра работа за сите млади. Агенцијата за вработување во Тетово, заедно со Агенцијата за предприемништво и консултантската куќа ЕСА, минатиот месец на 34 невработени лица им доделија ваучери за самовработување. Тие ќе започнат сопствен бизнис, зашто како леснување ќе добијат неповратни средства во висина од 3000 евра од UNDP.